15 глава. Неговиот углед. Добриот углед е деликатна работа, особено во денешното време на брза комуникација и средства за масовно комуницирање. Дури само да се најде на погрешно место во погрешно време, може да уништи нечиј живот. Угледот не е нешто што треба несериозно да го сватиме. Добро име е подобро од големо богатство. Пословици 22 глава 1 стих. И е подобро отколку скапоценото масло. Проповедник 7 глава 1 стих. Тоа е нешто што треба да го вреднуваме и да го чуваме. Оној кој не го вреднува својот углед, еден ден може да посака кредибилитет, но да не го најде. Нашиот углед може да биде уништен од погрешните работи што ги правиме, од луѓето со кои се дружиме или од потценувачките зборови изговорени за нас. Во сите тие случаи е вклучено злото, еден несреќен судски процес, раширено озборување, лошо влијание, непријатна статија во весник или 15 минути злогласност може да уништи се што некој градел целиот свој живот. Молитвата е нашата единствена одбрана. Она што најмногу го загрижуваше мојот сопруг во однос на неговиот углед, беше кога тој или некој друг беше погрешно цитиран во некоја новинарска статија, како да рекол нешто што всушност не е вистина. Бидејќи знаевме колку штетни може да бидат ваквите работи, ние секогаш им се јавуваме на луѓето за кои сметавме дека најмногу ќе бидат погодени од погрешните цитати и им ја кажувавме вистината. Се разбира дека не беше можно секогаш да им се јавиме на сите, па затоа се молевме дека оние на кои им се јавивме ќе бидат доволно и дека Бог ќе стави крај на тоа. На крајот излегуваше дека она што можеше молскавично да се рашири, целосно згаснуваше за ден или два. Тоа можеше лесно да биде и обратно и да не уништи нас. Сигурна сум дека тоа беше Божјата сила како одговор на нашите молитви која не заштитуваше. Добродетелната жена, вели Библијата, има маж кој е почитуван. Тој е славен на вратите, каде што седи до земните старешини. Пословици 31 глава 23 стих. Дали тоа туку така се случува? Дали на секоја добродетелна жена и е гарантирано дека ќе има маж со добар углед? Или таа треба да стори нешто во врска со тоа? Вистина е дека мажот добива одредена количина на почит, затоа што има добра жена. Но верувам дека една од добрите работи што таа ги прави е што се моли за него и за неговиот углед. Молитвата за угледот на твојот сопруг треба да биде постојан процес. Сепак имај на ум дека тој има слободна волја. Ако тој не е чувствителен на водството на Светиот Дух, тој може и покрај се да одлучи да прави по свое и да се најде во неволја. Доколку се случи или веќе се случило вакво нешто, што може да го оцрни неговиот углед, моли се Бог да го избави од таа ситуација и да направи нешто добро од тоа. Тој може и тоа да го направи. Молитва. Господе, се молам името на сопругот да има углед кој е неизвалкан. Знам дека човекот е најчесто вреднуван според она што другите го велат за него. Пословици 27 глава 21 стих. Па затоа се молам да биде почитуван во нашиот град и луѓето да зборуваат добро за него. Ти рече во Твоето слово дека проклетството без причина не се исполнува. Пословици 26 глава 2 стих. Се молам никогаш да не постои причина да се зборува лоши работи за него. Чувај го од вмешаност во незаконски дела, заштити не од судски процеси
и криминални действија. Избави го од непријателот, о Боже, одбрани го од неговите противници. Псалм 59, први стих. Војувај против оние кои војуваат против него. Псалм 35, први стих. На Тебе се надеваме, о Господи, не оставај никогаш да се засрамиме. Псалм 71, први стих. Ако Ти си со нас, кој може да биде против нас? Римјаните 8 глава 31 стих. Твоето слово вели дека не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво ако не раѓа добри плодови, се сече и се фрла во оган. Евангелие според Матеј 7 глава 18 и 19 стих. Се мола мојот сопруг да дава добри плодови од добрината која е во него и да биде познат по добрите дела што ги прави. Нека плодовите на честноста, искреноста и понизноста ги придружуваат неговите постапки за неговиот углед никогаш да не биде извалкан. Заштити го неговиот живот од непријателот, сочувај го од тајните сплетки на злите, избави го од мрежата што му ја поставуваат тајно. Псалм 31, 4 стих. Чувај го безбеден од злото на озборувачките усни. Ако се зборува нешто лошо за него, допри ги устните на оние кои го зборуваат тоа со твојот прочистувачки оган. Нека се открие одговорноста на оние кои се вклучени. Нека се засрамат и нека се збунат сите што ја бараат гибелта на неговата душа. Нека се повлечат и нека се посрамат оние кои се радуваат на неговата несреќа. Псалм 40, 14 стих. Нека тој се надева на Тебе и нека не се плаши од она што може човек да му направи. Псалм 56, 11 стих. Зашто Ти рече дека секој кој верува во Тебе нема да се засрами. Римјаните 10 глава 11 стих. Води го, насочувај го и биди негова моќна тврдина и засолниште. Така нека свети неговата светлина пред луѓето, за да ги видат неговите добри дела и да те прослава Тебе, Господе. Евангелие според Матеј 5 глава 16 стих. Моќни алатки. Штити ме од множество лукави, скриј ме од бесот на злодејците, кои ги острат јазиците како мечеви и сфрлаат отровни зборови како стрели. Псалм 64, 2 и 3 стих. Господи, да не се засрамам дека Те повикав. Нека се засрамат нечестните, нека молкнат во подземјето, нека онемат лажливите усни, што против праведникот зборуваат дрско, горделиво и презирно. Псалм 31, 17 и 18 стих. Блажени сте кога ве навредуваат, прогонуваат и говорат лажно против вас, со секакви лоши изрази заради мене. Радувајте се и веселете се, бидејќи е голема вашата награда на небесата, зашто така ги прогонуваа и пророците кои беа пред вас. Евангелие според Матеј 5 глава 11 и 12 стих. Тоа што ти го видоа очите, не го изнесувај пребрегу на расправа, зашто што ќе направиш на крајот, кога ќе те засрами и твојот ближен? Реши го спорот со својот ближен и не откривај ја тајната на друг, за да не те укори кој ќе чуе и твојот углед срушен да биде. Пословици 25 глава од 8 до 10 стих. Кој ќе ги обвини Божјите избраници? Бог е тој што ги оправдува. Кој е тој што ќе ги осуди? Дали Христос Исус кој умре, изгора на тоа воскресна?
кој е од десната страна на Бог и кој се зазема за нас. Римјаните 8 глава 33 и 34 стих.